Добре дојдовте, ова се првите утрински вести на 1 ТВ за денеска. Почнуваме со информација во живо директно од Охрид, каде што во големата сала на општината во овие моменти почнува комеморативната седница по повод ненадејната смрт на охридскиот градоначалник Јован Стојановски. Во Охрид е колегата Христијан Баневски кој што ќе ни ги соопшти деталите. Баневски, повели. Токму така, Елена, како што спомна и ти на почетокот, во овие моменти веќе е започната комеморативната седница во општина Охрид, закажана во чест на ненадејно починатиот градоначалник Јован Стојановски. Во 10 часот беше закажан почетокот на оваа седница, на која што се поканети високи владини функционери, како и угледни гости и амбасадори. Тие веќе се пристигнати и се внатре во салата на седницата, која што почна пред неколку минути, како што и беше закажана точно во 10 часот. Во Охрид денеска е прогласен и ден на жалост, а тоа го означуваат и знамињата пред општината, кои што, како што можете да забележите, се веќе на половина Копје и граѓаните кои што пристигнаа на комеморативната седница во знак на почит и жалење беа облечени во црна облека, така што овој ден и смртта на градоначалникот во Охрид се прогласени за ден на жалост. Точно напладне во 12 часот во капелата ќе бидат изложени неговите смртни останки до 14 часот кога ќе биде одржан погребот. Тоа е што се однесува до активностите закажани од општината и погребот на градоначалникот, што се однесува до административните обврски, односно до неговата смена и неговиот наследник, по известувањата кои што треба да си ги упатат локалната самоуправа и владата меѓусебно. Има неколку законски рокови, односно еден рок од 15 дена за известување до владата, потоа таа е должна да распише избори за нов изборен процес, а во рок од 30 дена Советот на општината е должен да назначи еден човек кој што ќе раководи со општината во тој период додека да се избере нов градоначалник. Тоа биле накратко деталите од овдека. Секако ние ќе влеземе внатре на седницата и ќе ги проследиме сите активности кои што се во насока на спомен на градоначалникот и ќе ја пренесеме атмосферата во нашите наредни вклучувања. Студио. Ти благодарам, колегата Христијан Баневски во живо од Охрид, каде што веќе е започната комеморацијата за ненадејно починатиот градоначалник на Охрид. Како што кажа Баневски, во 12 часот посмртните останки на градоначалникот ќе бидат во капелата во Охрид, а од 14 часот е погребот. Баневски зборуваше и за законските рокови и процедурата околу нов изборен процес за градоначалник. Секако останувате вие таму и секако во следните вести очекуваме со нешто повеќе детали од тоа како поминала комеморацијата и што се ќе кажат присутните за починатиот градоначалник. Баневски, ти благодарам. За жал и во продолжение продолжуваме со лошите вести, односно зборуваме за трагедијата која што се случи во соседна Србија. Во стабилна состојба, но со сериозни повреди се 6 мина потешко повредени од сообраќајната несреќа на македонскиот автобус кај Лесковац, кои се хоспитализирани во болницата во Ниш. Нив синоќа ги посети министерот за здравство Венко Филипче и генералниот секретар на владата Драги Рашковски. Претходно тие ги посетија и повредените патници кои се сместени во болницата во Лесковац. Таму инаку се сместени 8 патници со полесни повреди кои за ден до два ќе бидат упатени на натамошно домашно лекување во нивните домови во Македонија. Директорот на болницата во Лесковац Небојша Димитриевиќ синоќа за 1 ТВ изјави дека тројцата патници во Ниш се со повреди на градниот кош, стомакот и рбетот. Некои пациенти имаа полесни повреди и веднаш ги сместивме во нашето оделение. Изгледа доста лошо. Им дадовме да се преслечат и појадок на топло, да се одморат малку и да добијат терапија. Тројца пациенти пративме во Ниш на неврохирург, од кој еден се врати овде. Тие што беа во подобра состојба, пред 3 часа се сместени во хотелот Апостоловиќ. Министерот за здравство Златибор Лончар и градоначалникот на Лесковац договорија сите повредени да бидат сместени во хотел и да чекаат кога ќе бидат префрлени во Македонија или до Виена. Сите пациенти во нашата болница не се во животна опасност и овде ќе имаат целосна нега, на кој да му треба може да остане без никакви проблеми. Изутрината разговарав со директорот на болницата во Ниш. Таму беа во критична состојба, сега се малку подобри. Тука се сместени во момент 8 пациенти. За среќа никој од нив не е во животна опасност, сите се задржани на обсервација и ќе бидат задржани се до моментот додека не бидат спремни за транспорт назад во Скопје.
Има уште 6 пациенти кои што се нешто посериозно повредени и кои што се префрлени во Нишката болница. Ние од кога ќе ги посетиме и овие пациенти, од кога ќе поразговараме со нив да видиме дали име нешто дополнително потребно, ќе се упатиме и кон Нишката болница за да направиме состанок и со директорот на клиничкиот центар во Ниш, да разговараме за состојбата и да ги посетиме тие пациенти. Сакам да им се заблагодарам и на директорот на болницата во Лесковац и на градоначалникот, кои што навистина изреагирале многу професионално у текот на вчерашната вечер во навистина тешки услови, во снег и во кал надвор патот, пружиле прва помош на сите наши пациенти. За жал, на некој од нив било констатирано смрт веќе на лице место. Со цел да не ја реметерме истрагата, бидејќи Министерството за внатрешни работи на Србија утре ќе излезе со официјално соопштение, сметам дека е подобро да излезе први официјалното соопштение, иако те имаат своја верзија за тоа како се случило. Она што е најпотребно се први да им се пружи првата заштита, здравствена заштита, која што локалните власти овдека, локалната болница има пружено на високо ниво. Оние кои што се потешко повредени заради сериозноста се префрлени во Ниш. Оние кои што немаат некои сериозни повреди се сместени во овој хотел, пружена им е хигиена, оброци и сите потребни нешта кои што им се за да се вратат во нормалниот живот, и веќе се организира нивен превоз, зависно од тоа некои пројавија желба да го продолжат патот до Виена, некои ќе се вратат во Република Македонија назад. Да, и денеска продолжуваме да следиме што се случува со нашите граѓани повредени во автобуската несреќа кај Лесковац. Маж и жена и две жени се загинатите патници во автобусот кој се преврта кај Лесковац. Ова го потврди Македонското министерство за надворешни работи. Идентификувани се две жртви и тоа двете на возраст од 68 години, а се работи и натаму на идентификување на третата жртва. Собственикот на компанијата Евробус од Струга, за кој се обраќал автобусот на релација Битола-Виена, вели дека возилото било технички исправно. Джитони Штрефи во разговор со возачот бил информиран дека во критичните моменти се појавило патничко возило поради кое се случила несреќата. Се слушнав со возачот кој ми кажа дека коловозот бил лизгав, некој автомобил од ненадеж се појавил напред и тој изгубил контрола. Само толку ми кажа, изјави за 1ТВ и Штрефи. Несреќата се случи ноќта меѓу саботата и неделата во 1 часот и 45 минути на автопатот кај Лесковац. 1ТВ синоќа, односно вчера, во текот на денот сними неколкумина од повредените патници кои биле во автобусот и раскажуваат за страшните сцени кои ги преживеале. Човекот ту што беше ме извадиот повредена на рака, ребра, овде шиено, главата шиена, кичмава у груди, болки има многу, ребрата искршен, напукнати. Почнемо од десна страна, појде на лево, значи почна автобусов доди обратно, преднава налево, друга заднава надесна. Никога дојде тоа, само еден момент се случи да се преврти, да излета едноставно. Што можеме ние што бевме при свест тука, што можеме нешто помогнавме, додека мислам бевме ние топли, не осеќавме толку балкат. После 2-3 минути ние имаме болка, нормално. Значи дојде после брза помош, па тие помага, имаше и под автобусов луѓе чак. Значи потиснати беа луѓе што бара вистина помош. Во кома, како шокирана. Наместо мислам дека ја носам чантава, нешто носев, ама не знам ни што носе. И кога дојдев на болница, ме виде вака во носо крв бе во лицево, значи овака ми е повредено и главата сета ми е како џумки, то нормално, значи од ударите. А доста луѓе имаше потиснато. Многу луѓе имаше потиснато под столици, под автобузо, надворешно, натрежно. Она беше страшно нешто. Станаме, помогнаме таму што на деца што требаше тие малечките помогнаме, по-старите таму ги помогнаме толку само. Тоа ништо не, апсолутно ништо не се сеќава. А деца имаше малечки деца? Имаше едно бебе, едно 9 години и едно
14 или 15 тука. Тие се добро? Па добри се. Тоа бе дел од полесно повредените наши граѓани кои што биле дел од несреќата на автобусот кај Лесковац. Вчера ги сними екипата на 1 ТВ кој што во текот на целиот ден и до доцна ноќта всушност извештуваше од Лесковац. Секако детали продолжуваме да следиме и денеска за тоа што најново всушност ќе излезе од информациите за оваа тешка автобуска несреќа. Денеска продолжуваме секако и со деталите за судењето за 27 април минатата година. Рочиштето е закажано повторно за денеска во Кривичниот суд и тоа со изнесување дополнителни докази на дел од обвинетите. На минатото рочиште, како што се сеќавате, се читаа пораки од телефони на пратениците на ВМРО ДПМН, како и нивна Вибер комуникација во Вибер група како дел од дополнителни докази од обвинителството. Обвинети се инаку вкупно 33 луѓе, од кои 31 лице за терористичко загрозување на уставниот поредок на државата, но 2 за поттикнување. Претходно, поради влошена здравствена состојба на обвинетиот Сашко Марковски, постапката за него беше одвоена. Обвинетите пред судот, веќе е познато, кажаа дека го разбираат обвинението, но дека не се чувствуваат виновни. Господине Ципрас, не ја спасивте Македонија, единствено што направивте и да им дадете македонска националност и јазик на соседите. Ова му го порача лидерот на грчката опозицијска партија Нова демократија на грчкиот премиер, кој во петокот инаку од Солун рече дека левицата не ја продава Македонија, туку со договорот од Преспа го спасува културното и историското наследство на грчката Македонија. Кириакос Мицотакис во обраќање на крајот од тридневниот партиски конгрес, коментирајќи го говорот на Алексис Ципрас од петокот во Солун, рече дека ако грчкиот премиер бил малку повеќе запознаен со историјата на земјата и со борбите што нашите предци ги водеа за Македонија да стане Грчка и Грција она што е денес, како што вели тој, немаше да оди во Солун за да ни каже дека Сириза ја спасила Македонија. Лидерот на Нова демократија уште еднаш повтори дека Нова демократија е против договорот од Преспа. Господине Ципрас, слушнете ме добро. Не ја спасивте Македонија. Единствено што направивте е да им дадете македонска националност и јазик на нашите соседи. Единствено што направивте е да кажете да, таму каде што другите имаа храброст да кажат не. И го поставивте наспроти вас огромното мнозинство од општеството, за да обезбедите некои делчиња од вашиот уништен кредибилитет. Престанете веќе да ги навредувате македонците и сите грци. Престанете да го карактеризирате екстремен десничар и националист секој кој не се согласува со вашата политика. Повторно ќе кажам дека Нова демократија со сите сили е против националната одстапка од договорот од Преспа. Собраниската комисија за уставни прашања денеска нема да ја започне дебатата за уставните нацрт амандмани. Комисијата, како и собраниската седница со други точки на дневен ред што беа закажани за денеска, се одложени за утре, поради тоа што голем дел од пратениците ќе бидат отсутни заради комеморативната седница и погребот на градоначалникот на Охрид Јован Стојановски, кој ненадејно почина на 48 годишна возраст во саботата. Ова е и третата последна фаза од постапката за промена на уставот согласно договорот од Преспа. Уставната комисија треба да ги разгледува 4 нацрт амандмани и извештајот на владата од јавната дискусија за нацрт амандманите, а потоа како втора точка е ставен предлог уставен закон за спроведување на амандманите на Уставот на Република Македонија. Денеска најверојатно седница нема да одржи ниту интерпартиската парламентарна група за помирување, реформи и интеграција, која во текот на неделава треба да го усвои предлог текстот на законот за амнестија за настаните од 27 април. Во собранието денеска попладне се најавени средби на председателот на собранието Талат Джафери и пратениците со европратеникот Стелиос Кулоглу, но и Нобеловката за мирот 2015 година, како и седница на законодавно-правната комисија. Издвојуваме наслови од вестите од светот, кои што се најзначајни до овој момент. Седница на Советот за безбедност на Обединетите нации за формирањето на војска во Косово денеска. Експлозија на бомба во дворот на грчката телевизија Sky. Мигранти се обидоа да упаднат во Парискиот театар за средба со министерот Кастане. Француската влада призна грешки со кризата за протестите на жолтите елеци.
На барање на Русија и Србија, Советот за безбедност на Обединетите нации ќе одржи седница во врска со косовската војска, на која ќе се обратат и претседателите Вучик и Тачи. Ќе кажам дека го прифативме тешкиот бриселски договор и се изнесовме на наш грб, затоа што знаевме дека на Србија и треба мир, рече Вучик. Тачи рече дека ќе ја каже вистината, дека косовската војска не е причина за страв, туку за прослава, бидејќи ја потврдува посветеноста на Косово на мултиетничките институции. Инаку, вчера Европската Унија и понуди отстапки на Приштина за да го укине данокот од 100% на српскиот увоз, но владата на Харадина ја одби, се додека Србија не го признае Косово. Освен тоа, косовските власти најавија дека од Белград ќе бараат и дел од имотот на поранешна СФРЈ, вклучувајќи дипломатски и конзуларни представништва во странство, воени објекти и дел од архивата. Силна експлозија одекна ноќеска во дворот на грчката телевизија Sky и предходеле два анонимни телефонски повици во информативниот портал Зугла и во грчката телевизија Антена. Непознато лице предупредило дека е поставена експлозивна направа во Sky и неколку пати нагласило дека не станува збор за фарса и дека бомбата ќе експлодира за 45 минути. Полицијата веднаш ја евакуирала телевизијата, а според Sky експлозијата била толку силна што се искршиле прозорците до 6-тиот кат на објектот. Наместо од студиото, утринската информативна емисија на Sky утрово се емитува од дворот на телевизијата. Ниедна од грчките терористички организации се уште не презела одговорност за нападот. Саломе Зурабишвили положи заклетва и официјално ја презеде функцијата претседателка на Грузија. Церемонијата се одржа во кралскиот комплекс Батонис, поранешна резиденција на кралот Иракли II. Присуствуваа 1800 гости, меѓу кои и делегација од 55 земји, властите во земјата, опозицијата и свештенството. Зурабишвили, поддржана од владеачката партија Грузиски сон, на изборите на крајот од минатиот месец го победи Григор Вашадзе, поддржан од главната опозицијска партија Обединето национално движење. Меѓу 200 и 300 мигранти, баратели на азил и внатрешно раселени лица, синоќа се обидоа да влезат во парискиот театар Комеди Франсес за време на театарска представа за да побараат средба со министерот за внатрешни Кастане. Ги спречило обезбедувањето, а многу брзо дошла и полицијата, пуштила солзавец и ги опколила. Сакале да разговараат со Кастане за тешките услови во кои живеат, на улица и без документи. Францускиот премиер Филип призна дека владата направила грешки во кризата со жолтите елеци и оти не ги слушала доволно французите. Викендов низ цела Франција протестираа повеќе од 2 пати помалку луѓе отколку во претходните недели. Филип соопшти и дека мерките на претседателот Макрон ќе чинат околу 10 милиарди евра. Во нив спаѓаат укинувањето на данокот на гориво, замрзнување на цените на струјата и гасот, месечно зголемување од 100 евра на минималните плати и укинување на данокот на ниските пензии. Вестите ги завршуваме со деталите за временската состојба на колегата Славчо Поповски. Во текот на ноќта облачноста на секаде се намали и токму ова услови значителен пад на температурите на воздухот и препладнево облачноста на секаде се зголеми, што е пак најава за доаѓање нова тура на врнежи. На изутрина најстудено било во Лазарополе со минус 9 степени, во Берово минус 7 степени, а во Скопје се измерени минус 4 степени. Во текот на денот под влијание на циклонот Невен од запад ќе почнат врнежи претежно од снег. Поинтензивни врнежи се очекуваат вечерва и во текот на ноќта и на повеќе места ќе се формира снежна покривка од 5 до 10 сантими, а на места и дури и поголема. На повисоките и планинските места ќе се зголеми снежната покривка за 20 сантиметри. Максималните температури ќе се искачуваат во интервалот од 1 до 9 степени, а многу постудено ќе биде веќе утре, кога температурите ќе бидат од минус 3 до минус 6 степени. Според податоците од колегата Славчо Поповски, особено студени утре ќе има веќе во среда и во четврток, кога се очекуваат минус 10 до минус 2 степени, а на планините и помалку од минус 10 степени. Поради очекуваните поинтензивни снежни врнежи, но и поради голомразицата, секако апелираме граѓаните да бидат, односно возачите да бидат особено внимателни при возењето и при сообраќајот, особено на планинските превои. Ова се сите детали кои што ги имаме до овој момент. Многу повеќе информации веќе подготвуваме за 12 часот. Како што знаете, екипа на 1 ТВ е во Охрид и секако ги очекуваме деталите откако ќе заврши комеморацијата за неодамна починатиот градоначалник на Охрид. Ви благодарам за вниманието, се гледаме со вестите точно напладне. Во понеделник во Лица ќе гледате кој е Лука Максимов